Здраво, Шкорпи, здраво! Добре дојдовте овде, каде ќе ги толкуваме пораките кои се за вас и месец јуни. Значи, ќе зборуваме доста, ќе зборуваме за многу работи од животот, за многу луѓе. Пораките не се за еден, па затоа не може се да важи за еден, не може да пронајдете може смисла во се. Јас се надевам ќе ги препознаете пораките кои се за вас и ќе се ги толкувате таму каде што им е местото, ќе се ги однесете во вашиот случај. Сега да видиме што носи месец јуни за вас, Шкорпиите. Одиме со ред. Јас гледам дека еден дел од вас вие сакате да отфрлите нешто од својот живот. Вие сте во некој процес во кој одлуката е донесена, сте одлучиле кога ќе биде денот и кога ќе биде часот, сте го одлучиле моментот кога вие од нешто ќе се откажете. Вие се откажувате можеби од некој порок. Дел од вас се откажувате од можеби и луѓе, не отфрламе можноста, можеби од некој луѓе, од некој човек во вашиот живот. Се откажувате од некакви ситуации во својот живот, се откажувате од некакви, може и предмети, значи се може, апсолутно се, вие вашиот живот си знаете што. Ова е веќе одлука донесена, не ја носите во јуни, добро, не исклучувам можноста дека и во јуни некој ќе ја донесе. И важно, вие сакате да прекратите со нешто во својот живот. Вие ќе ставите крај на нешто. Мислам, вие сте одлучиле, меѓутоа, ајде да видиме како ќе оди ова сето. Сега, планот ви е направен, смислено ви е се, како ќе го изведете тоа, си го замислувате во главата, во мислите, планови правите. Сега, дури нема ни да прифатите, ако и другите знаат за ова нешто ваше, нема ни да прифатите помош од другите. Вие сакате сами ова да си го завршите и крај, не сакате ништо, ни помош сакате, ни совет, ништо. И во јуни месец сега веќе доаѓа моментот кога станува, доаѓа оној потешкиот дел од сите таквите работи. Доаѓа делот кога треба да се сработи нештото, значи ако се откажувате од порок, тогаш е тешко, доаѓаат моменти кои може би мислите се неиздржливи, меѓутоа вие треба да вложите многу напор, многу ментална, психичка, физичка сила, зависи ако е нешто друго од кое се откажувате. И многу треба да вложите и многу треба да работите на ова. Тоа е тоа што вам ќе ви смета, тоа што ќе мора да работите, ќе мора да правите нешто, ќе мора товарот да го носите. Но вие тоа не сакате, вие сакате дури да имате моќ да го прескокнете овој дел. Да имате моќ да легнете, да заспиете и утредента сето тоа да е завршено. Така ќе се чувствувате дека така ќе сакате работите да бидат. Но за жал знаете дека работата мора да биде завршена од ваша страна. Едноставно не може да се прескокне времето, не може да се прескокне она што треба да се направи. И ќе си ја согледате ситуацијата јасно и ќе се препуштите на се она што треба да се направи, па колку и да е тоа тешко периодот. Ќе успеете, добро ќе ви оди после тоа. Ќе работите многу и добро ќе ви оди, меѓутоа ќе има моменти кога ќе погледнете и ќе сватите дека доста сте направиле, доста сте успешни, многу сте направиле, еден добар дел сте завршиле од сето тоа, што и да е. Понекогаш ќе си честитате дури самите себе си, и понекогаш и другите ќе ви честитаат на вашиот успех во нешто, во како се одвива. Но
ќе има и моменти кога многу кога ќе бидете ставени пред тест, кога ќе бидете, можеби многу ќе имате да сработите. Едноставно ќе има моменти и од едното и од другото. И каде што се радувате на успехот и каде што ви паѓа малку самодовербата, ви паѓа малку силата, менталната, волјата, како и да е. Но треба да бидете упорни, истрени, издржливи и тоа вие и ќе бидете. Тоа вие ќе бидете сигурно, значи дека ќе бидете. Ќе си ја пронајдете и силата, и енергијата, и начинот зашто и да е, ќе го пронајдете и ќе успеете во ова што го правите. Ова е само за вас и лично за вас, што и да е. И ќе си успеете. Во намерите, ќе бидете цврсти, овој пат потребна ви е тврдоглавост и тоа и ќе го доживеете. Тврдоглавост. Ќе работите сами. Гледате, ова е некој што се изолирал и работи на нешто, ствара нешто, креира нешто. Тоа ќе бидете, ова е исходот. Значи, исходот е за вас дека ќе си успеете во тоа што сте го почнале, што сте го смислиле, ќе успеете. Значи, си ја наоѓате и храброста, и силата, и се што е потребно за да си успеете. И сега за некој друг од вас се работи за нешто во домот. Нешто во домот. Некоја работа, некој личност, некој човек, партнерот, се може, значи буквално се може да биде, вие си знаете. Сака да сакате вие да изфрлите нешто од домот, може е предмет. Може сакате од партнерот да некакво однесување, некакви постапки да завршат. Вие сакате тоа да заврши, ве мачи, премногу ве мачи, ве убива ова. И сакате да заврши и мислам дека ќе успеете да најдете начин, ама заеднички ќе го најдете. Вие што ќе работите со некој, значи заеднички ќе го најдете начинот и методот и ќе почнете да го правите, ќе отпочнете, значи тој почеток доаѓа каде што треба работите да се завршат, да се променат или нешто да се направи. Друг дел од вас, вие имате некаков недостиг. Вас ви недостига нешто, сега и овде може се да има улога, значи може да е нешто ви недостига дома, некој предмет и мислите без тоа не ви е потполно уреден домот како што треба. Не е ништо големо, не е ништо посебно. Вие така само сте си замислиле дека без тоа ништо, значи бадијала е се друго останато. Иако се друго останато е супер, одлично се си функционира, меѓутоа има една работа која сакате да ја добиете, да ја најдете, да донесете, да ја остварите, значи зависи за што се работи. И ќе тргнете, мислите дека со такво нешто вие ќе си ги избалансирате работите и тогаш ќе бидете среќни. И ќе тргнете по тоа нешто. Ќе успеете да го добиете. Ќе успеете да го најдете. Но, откако ќе го добиете и откако ќе го најдете, тогаш ќе сватите дека воопшто не ви требало. Вие без тоа сте си биле среќни. Значи, тоа е ќе бидете во некоја заблуда на почетокот, таа заблуда ќе ве натера да направите нешто и на крајот ќе сватите дека не требало воопшто ни да се направи. Претходно, како стоеле работите, биле многу подобри отколку сега, отколку сте го направиле тоа. Така, разберете го тоа. А може би некој од вас, ако се работи за љубов во љубовта, мислите дека нешто не е потполно, немате нешто, не сте задоволни, фали нешто кај партнерот, недостига.
И ќе пробате да, сега ова е една порака, не знам како да звукувам, меѓутоа ќе пробате да најдете во некој друг нешто што недостига кај вашиот партнер. Не значи дека вие ќе го измамите, вие ќе направите некаква неубава, нечесна постапка, тоа не значи, јас не гледам тоа, меѓутоа можеби ќе почнете да гледате кај другите луѓе што е она што недостига кај вашиот партнер и ќе го посакате тоа, многу ќе го посакувате и ќе проба може партнерот да го прави нештото. Затоа што веќе разговарате на темата и ќе проба партнерот да го прави тоа, меѓутоа тогаш вие ќе сватите дека воопшто не било така, дека тоа не е добро, дека она како што било претходно со вашиот партнер било многу подобро отколку ова сега што вие сте го направили, како сте си замислувале дека сега ќе изгледаат работите. Или пак, како што реков, ќе побарате нешто надвор од вашиот дом, од вашата врска, од вашиот партнер, нешто надвор од тоа ќе побарате и кога ќе го добиете ќе сватите дека ништо не е така како што изгледа, додека не го видите во своите раце. Друг дел од вас пак ако се работи за друг дел од вас пак мислите дека нешто, значи ова како почнува е со некаков недостиг, нешто ви недостиг и сакате да дојдете до тоа, може би е човек, може би е личност, може би е ситуација, може би е предмет. И ќе го добиете, сте тргнале, сте решиле, вие сте тврдоглави во моментот и ќе го добиете. И кога ќе го добиете, тоа ќе стане голем товар. Може би е човек, може би е, не знам, некој во својот живот ќе прифатите некој во својот живот, мислејќи дека тоа е тој, тоа е тоа, конечно дојде моментот на вашата целосна среќа, но кога ќе дојде тоаш ќе сватите дека воопшто не било така и тогаш ќе разберете какав товар вие само сте си донеле на грбот, каков товар само сте си ставиле. И ќе најдете решение сега пак како да се ослободите од тоа. Такава нека конфликтна енергија ќе ве води периодов. Во ситуацијата на заблуда ќе ве натера да направите работи од кои потоа ќе сватите дека сте биле само грешка, само во заблуда. Вие знаете што е тоа? Што е овде вака крајната pouка од сето ова? Дека вие треба да бидете потполно среќни и задоволни со сето она што го имате или она што го правите во моментов. Затоа што тие ситуации каде се убедувате дека не е потполно, не е доволно, тие ќе ве водат во погрешни одлуки. Значи, воздржете се ако можете, меѓутоа тешко дека ќе се воздржувате, ќе правите некои работи, среќа последици нема да има воопшто никакви, едноставно само за на крајот, ова сето ќе биде само за на крајот да заклучите дека вие сте си потполно среќни и задоволни со она што веќе го имате. Ништо друго не е тука во моментов, се разбира сега, не зборуваме за по една година, 10-15, туку сега сте си потполно задоволни со тоа што го имате и тоа е онака како што треба да биде и никако поинаку. Хајде сега уште да видиме за крај еден одговор на вашето прашање. Замислувате желба или прашање на кое може да се одговори само со да и не и да видиме кој е одговорот за вас, шкорпиите. Ајде да видиме. Да или не. Се две карти, меѓутоа двете ќе бидат клучени. И одговорот е да, апсолутно да. Ова е најубавата карта во тарото. Мислам, ако зборуваме за енергија,
најтоплата, најпозитивната, најубавата енергија, да, значи, поточно да не може да биде. Ова е некој огнен знак или некој многу креативен, мудар човек, способен, жена најчесто. Поддршка добивате ако е за поддршка, успех ќе доживеете ако е за успех, како и да е, одговорот е да и во најпозитивна смисла. Епа, драги мои, тоа е најмногу што може да се каже овде и до следното видео. Чао, чао!